Лично сметам дека Кривичниот совет и да разгледува и да не разгледува имунитетот на пратеникот за дела под 5 години е на сила. На Груевски не му е одземен имунитетот. И мислам дека расположението кај пратениците не е тоа да се случи, значи нема двотретинско мнозинство. Подршка. Најпрво треба да се запрашаме во кое општество живееме, кога на еден монтиран политички процес се осудува поранешен премиер на држава кој нема ефективно сторено никакво кривично дело, ниту видовме доказ со кој е оштетен буџетот на Република Македонија или државата на било кој начин. И да не го елаборираме самиот случај со Мерцедесот, да зборуваме за тоа како СДС владее. Многу е лоша приказната во која постојано гледаме дека се пренасочува вниманието од клучните политички, клучните државни случувања кон некои работи за кои очигледно е дека СДС сака да ги покрие своите погрешни постапки, погрешно владење и воопшто однесувањето кон целокупната македонска држава и кон целокупното општество. А тоа е невладење на правото, пад на економијата, политички прогон на политичките противници и на крајот од се непочитување на волјата на граѓаните изразена преку референдумот, односно немањето цензус за спроведување на уставни реформи и подршка од граѓаните за референдумот. Многу е јасна работата во целост, така да што повеќе од сето тоа да се каже. Затоа веројатно и гледате дека скоро не муште овој протест без поголеми изразувања на револт кај граѓаните или било какво искажување на незадоволство. Јасна е пораката на македонскиот народ која ја прати на 30 септември дека и преку молчење и преку одбивање на било какво кажување не се согласуваат со политиките на оваа власт.